Денес конечно заврши главната расправа по повод судењето за предметот кој што е познат во јавноста како тврдина 2. Ги изнесовме нашите завршни зборови и анализата на доказите кои што беа изведени на главната расправа. Убедени сме во основаноста на обвинението и како што кажав минатиот пат, очекуваме осудителни пресуди. Крај на сосема на крај, ја прејудициравте пресудата за 6 обвинети. Дали откаде таква информација како сознание дека нема да бидат осудени? Бидејќи побаратот новинарите да не се објавуваат позитивни. Не вака, не ја прејудицираме одлуката. Ние, како што кажав и минатиот пат, ние очекуваме да бидат осудени затоа што доказите кои што ги приложивме упатуваат на нивна кривична одговорност. Апелиравме имињата на обвинетите во овој случај да не бидат користени од медиумите затоа што сепак се работи за вработени во управата за безбедност и контраразузнавање, имајќи ги предвид нивните работни позиции, сметаме дека од интерес за безбедноста и на нив и на нивните семејства и нивните имиња да не бидат објавувани во јавноста. Колку оваа присуда ќе помогне понатаму во постапките како што е она за уништување на системите за прислушување, особено против обвинетиот Горан Груевски, доколку се докаже дека ги уништиле овие документи? Секоја постапка е сама за себе и за основаноста на постапките се гледа во секој предмет поединечно. Така што единствено осудата може да влијае како отежнителна околност за одмерување на казната на обвинетите лица, ништо повеќе од тоа. Цело време се вада дека работеле по наредба. Дали сметате дека таквата одбрана на останатите 6 обвинети ќе влијае врз пресудата против Горан Груевски, врз одредувањето на неговата вина? Секако во однос на одредувањето на висината на казната, таквата изјава на обвинетите би требало да има влијание, сепак ќе оставиме судот да го каже последниот збор. Она што можеме од наша страна да го појасниме е дека без оглед дали работеле по наредба или не, законот е јасен, доколку наредбата е спротивна на законот, секој државен службеник е должен да одбие постапување по незаконска наредба. Што значи алтернативни поблаги мерки? Што би значило за Алтернативна мерка значи и условна осуда, односно да биде определена казна затвор, меѓутоа во исто време да се даде шанса казната затвор да не се изврши доколку обвинетите во рок кој што го определува судот не сторат ново кривично дело. Го предложивме ваквото нешто затоа што се работи за обвинети кои што имаат чисти професионални досија, се долго време веќе во службата. Како што имавте можност да слушнете, ние сметаме дека кривичното дело што им се става на терет не е кривично дело за кое што може да се гони по закон. Од едноставна причина што направивме, имате можност и тоа да го слушнете, јасна дистинкција помеѓу законските текстови на измената, односно на сегашниот постоечки важечки кривичен законник и на кривичниот закон кој што важел пред неговата измена. Таа дистинкција се однесува на една реченица која што во стариот закон екзистираше, а се однесуваше на можноста да биде санкционирано како кривично дело и поведението на обвинетиот кој што ќе уништи, оштети или на друг начин ќе направи неупотребливи службени исправи, книги или спис. Тој дел во новиот кривичен законник го нема. Значи, службена исправа, книга или спис што сугерира дека се работи за вистините службен исправ или спис, во новиот кривичен законник го нема. По тие причини сметаме дека оваа правна квалификација поради недостаток на овој елемент на кривичното дело не може да ја издржи најелементарната правна критика. Во последните сведочења на обвинетите вработените во УБК беше посочено дека работеле по наредба. Дали тоа е отежителна околност за првообвинетиот Горан Груевски, бидејќи тие се амнестира од секаква вина? Значи вака, јас ви кажав дека не може да постои кривична одговорност поради тоа што недостасува суштински елемент на кривично дело. Без тој суштински елемент на кривично дело нема одговорност за никој. Без оглед какви действија превзел. Тој може да ги исполни сите други елементи на кривичното дело, ако отсуствува само еден, тогаш нема кривично дело и не може да сноси одговорност.